Варијантата Делта се шири низ Соединетите држави. Четвртиот бран на COVID-19 е во полнек. Во просек секој ден се регистрираат по над 100.000 нови случаи. Најкритично е во областите со најниски стапки на вакцинација. Повеќе од половина од новите случаи се во само 7 сојузни држави, претежно од југот на земјата. Болниците во Флорида, Алабама и Луизијана се преполни. There are no more beds left. These are the darkest days of this pandemic. We are no longer giving adequate care to patients. Над 90% од новите инфекции и над 95% од хоспитализациите се меѓу невакцинираните. Според податоците на Центарот за контрола на болести, само 0,1% од вакцинираните луѓе завршуваат во болница и со компликации. Најкритичните случаи се меѓу оние што одбиле да се имунизираат. This remains a pandemic of the unvaccinated, where the vast majority of spread is in this country is among those who are unvaccinated. Стравот од новиот бран почна да предомислува дел од оние кои досега одбиваа вакцина. Пред еден месец на ден се даваа по само околу 300.000 дози, а сега и над 600.000. Дел од сојузните држави организираат наградни игри за да ги поттикнат луѓето. We're going to be giving away $2.3 million total. И некои од универзитетите нудат можност за добивање стипендија за вакцинираните. So we're offering incentive scholarships, a total of 60 different scholarships between $500 and $10,000. The scholarships are just for our students. Но истовремено во други делови од земјата властите одат во обратна насока. Алабама, Арканзас, Флорида и Индијана забранија училиштата и универзитетите да бараат задолжителна вакцинација од учениците и од студентите. This is a long-standing, kind of tension between individual liberties and the good of the public and public health. COVID-19 and COVID-19 vaccines, have become so hyper-politicized. Во Соединетите држави досега се дадени речиси 350 милиони дози вакцини. 55,5% од населението е целосно имунизирано. Поради наглото зголемување на бројот на нови инфекции, Центарот за контрола и превенција на болести сега повторно препорачува сите и оние кои се вакцинирани да носат маски во затворени простории. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.